За нас е многу значајно да денеска со дел од представници на Социјалдемократскиот сојуз, изготвувачи на програмата, под председател од Коста Петров и други луѓе со мене, да директно научиме нешто вградиме од вас практичарите. Масите навистина една респектабилна комора која што представува една авангарда на еднината, така да кажам, согласно дејноста со која што ги опфаќа сите нејзини членки. Во СДСМ интензивно работиме на креирање на решение на една изборна програма 2020-2024, која што се надеваме сега, колку народот така одлучи, да стане и владина програма. Начинот на кој што разговараме е да уште сега при создавањето на програмите ги вградиме праксите, видувањата, предлозите, идеите, сугестиите, кои што вие практичарите ги имате искусено во целиот овој период, ги имате видено како во светот тоа се прави, па да можеме да го примениме токму и кај нас во државата. При едни вакви инклузивни процеси веруваме дека, имајќи во предвид и досегашната успешна соработка, во иднина ќе можеме да имаме поголем позитивен притисок, ние како извршна власт нормално, но и еве како политичари во општеството, да направиме посериозна имплементација и реализација на сите овие мерки. Програмата ја правиме со граѓаните, граѓански организации, издруженија, коморите, синдикатите и сите, но навистина од оваа комора можеме да извлечеме многу убави поуки заради тоа што дигиталната економија, зелените работни места, квалитетот на платите, високите плати се навистина еден импакт кој што се гледа токму преку сите членки на оваа комора која што имаме. Навистина државата ни е мозаик од можности, од различности, од се. Овој наш мозаик кој што го имаме треба да биде преточен во сите овие програмски определби, заради тоа што, како што е поставен нашиот демократски систем, сите сме активни чинители во општеството, но главни имплементатори и двигатели се извршните тела, кои што треба да создадат легислатива, да создадат услови, да создадат амбиент, за да можеме да ги практицираме сите вакви сугестии. Јас верувам дека на тој начин дефинитивно ќе бидеме од поголема помош и на правните субјекти, но и на физичките лица, граѓаните кои што ќе бидат дополнително мотивирани да останат овде, да креираат овде, да создават работни места и верувам дека тоа ќе го успееме во периодот кој што предстои пред нас. Навистина и на раководството на МАСИТ, но и на членките се заблагодарувам што отвараат една ваква можност на инклузивен начин да дадат своји сугестии, да не научат нас политичарите од тоа што е нивна експертиза, да го вградиме во вакви документи, се со конечна цел да имаме позитивен импакт и подобрување на севкупните услови за живење во Република Северна Македонија. Благодарам.